Почитувани медиуми, најпрво сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство денес тука во Тутунскиот комбинат во Прилеп. Денеска тука од Прилеп, од најголемиот центар за производство на тутун, го означуваме почетокот на откупот на тутунот од реколтата 2022 година. Денешниот ден го започнав со средба со луѓето кои се најважни во оваа наша традиционална земјоделска гранка, со тутунопроизводителите. Имав можност да разговарам со дел од нив од Прилепскиот регион за годинешната реколта, за откупната цена на тутунот, за владините мерки, но и за нивните предлози за понатамошен развој на производството на тутун во овој регион. Според официјалните податоци на Државниот инспекторат за земјоделство, со задоволство можам да кажам дека оваа година откупот на тутунот започнува со позитивни податоци. Повисока откупна цена, повеќе склучени договори, поголемо планирано количество на откуп и подобар квалитет на тутунот. Годинава откупот на тутунот стартува со 30% повисока цена споредена со лани. Односно, откупната цена на килограм тутун е 261 денар, за разлика од лани кога беше 200 денари за килограм тутун. Ова се највисоки историски цени за откуп на тутун во последните 10 години. Ќе кажам еден податок кој што ја потврдува оваа моја констатација, а тоа е дека од 2014 година до денес откупната цена на тутунот е зголемена за 115,7%. Пораст има и кај бројот на склучени договори. За реколтата 2022 година склучени се 29.653 договори, што е за 7% повеќе од минатата година, кога биле склучени 27.700 договори. Оваа година се очекува да се откупи 21.000 тони тутун, што е за над 10% повеќе од она што беше откупено минатата година, кога беа откупени 18.600 тони тутун. Имаме тутун со подобар квалитет во однос на минатата година. Овие стартни податоци ветуваат успешен откуп на тутунот, што крајно значи бенефит и за државата, и за тутунопроизводителите да продолжат да вложуваат во производството и да придонесуваат во развојот на оваа земјоделска гранка. Ваквите бројки се доказ дека мерките на владата, кои што се преземаат за тутунопроизводителите, ги даваат позитивните резултати. Тутунот е наша традиционална, но и извозно ориентирана земјоделска гранка, која носи годишен девизен прилив од над 120 милиони евра. Околу 20.000 семејства екзистираат од оваа гранка и затоа секоја преземена мерка е во интерес на тутунопроизводителите да имаат стабилно и одржливо производство. За прв пат оваа влада донесе и нов модел за зголемени субвенции во тутунот, според кој субвенциите од првата класа е 80 денари за килограм, 70 денари за втора класа и 60 денари за трета класа и дополнителните класи. Со тоа ги мотивираме тутунарите да произведат повеќе и поквалитетен тутун за да остварат повисока субвенција. Паралелно со новиот модел за субвенции се донесе и нов закон за тутун, производи од тутун и сродни производи, со кој што се решија сите отворени прашања кои ги оптоваруваа производителите на тутун во минатите години. Покажавме дека интересите на тутунопроизводителите се врвен интерес на државата, дури и во време на оваа голема економска и енергетска криза, како и помошта која што им беше дадена во времето на ковид кризата. Ова е сериозна посветеност и вистинска грижа на државата за тутунопроизводителите кон целиот сектор земјоделство, и оваа влада е на страната на земјоделците, на овие вредни луѓе кои што со своето производство имаат сериозен удел во производството на храна и во развојот на економијата. Секогаш работиме во интерес на земјоделците и во овој период на, повторувам уште еднаш, огромна енергетска и економска криза која што владее во Европа, креираме мерки за помош на земјоделците и за зголемено производство на храна. За прв пат донесовме национален план за производство на храна, кој содржи конкретни мерки за поддршка на овој важен сектор во време на криза. Исто така донесовме интервентна програма во вредност од 900 милиони денари за поддршка со конкретни мерки на зголемено производство на основни прехранбени производи, односно суровини за основни прехранбени производи, со што ја намалуваме увозната независност и со мерките ги потикнуваме земјоделците максимално да ги искористат сите ресурси и секоја педа на обработливо земјиште во државата. За прв пат ресорното Министерство за земјоделство исто така подготви и нов систем на распределба на земјоделските субвенции, со кој ще решаваат сите долгогодишни проблеми кои што земјоделците ги истакнуваа пред властите. Со ова се овозможува систем за брза исплата на субвенциите кон земјоделците и спречување на злоупотребите на субвенциите.
Со новиот декапалинг систем земјоделците добиваат авансна исплата на субвенциите, дополнителна поддршка добиваат оние земјоделци кои ќе се насочат кон производство на стратешки култури, но и земјоделци кои од своето производство создаваат финален производ за продажба. Продолжуваме со истото темпо за развој на земјоделството и понатаму. Северна Македонија има ресурси, има плодна почва, идеална клима, има вредни земјоделци, затоа и ќе продолжиме со владините мерки да дадеме поддршка и земјоделството да е двигател на македонската економија. Ви благодарам.